Кај вие видовте нашата јавна реакција вчера, која што беше во прв момент најмалку нешто што можевме да го направиме, значи се боревме со ситуацијата да сестрите дојдат на јавна расправа пред Министерството за здравство. Имавме таква иницијатива од сестринството, бара кај нас во Сдруженијето, во Унијата, сите заедно да дојдеме веднаш пред Министерството за здравство и јавно да расправаме и да бидеме вклучени во јавната расправа. Значи дегутантно е се однесувањата на каде што конечно треба да се свати дека местото каде што се носат одлуките и законите за сестрите им е местото на сестрите таму. Ние имавме сега после вчерашната наша реакција остра, веднаш бевме побарани на средба со министерот и остваривме средот, ја сега само што завршив сега. Со кабинетот и со министерот, со колегите и со представниците од Унијата, каде што министерот сака да ни каже дека е направен административен пропуст. Не може да бидат медицинските сестри административен пропуст, како што не може да бидат ниту трошок, ниту пропуст, ниту бројки. Медицинските сестри, како што зборуваме кои се и што се и како се, мислам, дегутантно е да дојдете во ситуација да слушнете ваква информација. Ние ништо не оценуваме, така беше сватена нашата реакција како уцена. Ние ако досега оценувавме сетиот овој период наназад, немаше да дојдеме до ваква маргинализација на сестринската професија. И ако зборуваме за тоа дека Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри го донесе меѓународниот свет на сестринството сега во текот на минатиот викенд во Македонија, каде што сме гласот во меѓународните креирање на политиките за сестрите, замислете какво ни е чувството кога сте маргинализирани за носењето на законите во сопствената држава, се однесува за вас. А имате сестри кои што се на ниво помошник на лекар. Нешто кое што веќе не го признава некој. Значи, нашите медицински сестри мора да имат вертикалата на кариерниот развој кој што ја побарува директивата и сето она кое што го уредува образовниот процес на сестрите. Да не бидете вклучени во законот, а при тоа после последните средби со министрот сме ги дале предлозите, сме работеле на тоа, сме биле во работните групи со сите кабинети на министрите до сега. Не знам по кој пат законот сме го работеле во работни групи и им го доставивме и вчера да имате формални луѓе повикани. Ние пострадавме од инстантни решенија и од формалности ги угушија медицинските сестри. Го побарав од министерот. Конечно сектор за сестринство и му кажав дека едно од најголемите барања во овој момент е советодавно место на медицинска сестра во Министерството за здравство, сектор за Министерството за здравство. Да не слушаме вакви приказни дека правникот пропуштил, тој пропуштил. Нас тоа не ни интересира, нас тоа не може. Министерството постои за нас. Ние сме најголемата бројка во здравствениот систем. Што треба да направиме? Да ги оставиме пациентите у болниците и да искочиме на улица? Значи ние до сега сите овие 8 години сме многу фини, професионални, толку многу фини. Вие не следите, вие не го подигате гласот и знаете дека сетиот овој период се на некој правен и некој како да кажам, културен професионален начин си ги бараме правата. Меѓутоа дојдовме до ситуација да за вас се расправа, да не бидете повикани на јавна расправа, да не бидете дел од групите, да испратите се што треба и најболното е што све им подготвуваме, све ќе испратиме не само сега, на сите. И после тоа сето они ќе си го прифатат во работата, сестрите повторно маргинализирани. Воопшто не ве споменуваат дека вие сте биле тие кои што сте го направиле, сте се трудили. Значи ние сме тие кои што ги носиме и можеме да ги донесеме решенијата за проблемите. Ние никош не правиме проблеми, нудиме решенија за проблемите. Не треба така да не доживуваат и да не разбират. Значи дефинитивно крајно време е, значи ова е веќе, значи ќе се изразам така народски, прелеана е чашата веќе по сите основи. Значи не дозволуваме веќе во име на Унијата и на Сдруженијата на медицинските сестри вака признаени во меѓународниот свет, ќе го вршиме притисокот како што го вршевме сега со конгресот и со конференцијата во Струга, меѓународен притисок ќе извршиме врз нашите здравствени власти. Мора медицинските сестри да го добијат местото кај што им е. Се со цел за подигање на вредноста на пациентите. Не може да се, ние имавме вчера во нашата јавна реакција многу концизно напишани. Формалните повикувања на одредени луѓе кои што со години се провлекуваат на работата на овие закони се повторно тамо повикани и повторно. Дај еднаш да ги видиме резултатите, дај еднаш да видиме што некој сработил до сега или не сработил. Дај да ги видиме делата, до кај сме, што сме и како сме. Не може медицинските сестри да прегоруваат во болниците, а ние да имаме незадоволни пациенти. И тоа ќе биде еден ден сите без исклучок ќе бидеме пациенти. И вие треба да не сватите стратешки дека бараме образование сериозно за сестрите, сериозно пресликување на компетенциите во болниците на медицинските сестри. Значи на ваков начин тоа не може така да биде. Ќе се одлеваат и ќе дојде време кога нема кој да не лекува и кога нема да имаме сестри за на конкурсите да се јават и кога сите тие што се во болниците нема да ни го испорачуваат тој квалитет кој што треба да ни го испорачат бидејќи се незадоволни. Немаат здрава работна околина, немаат безбедносни услови на работа, немаат вреднување на трудот, немаат валоризација на трудот, немаат признавање на образованието. До кога?
До кога? За јавноста Ако сега сте биле административен пропуст, дали ви кажаа дека понатаму ќе учествувате во некакви расправи, дебати? Видете, јас кажав на јавна скоро на еден јавен настан дека ние медицинските сестри имаме многу голема среќа што имаме министер што не е доктор. Значи ние сите овие години наназад пострадавме од тоа што никош немавме министер како медицински сестри. Дали вие нешто видовте да се помакне за медицинските сестри годиниве наназад? Никогаш. Сега има министер кој што не е доктор и има многу сериозна желба нешто да направи. Ние имавме многу надежни средби со него. Мене е многу жал што и самиот он е затечен и рече дека сега во овој момент превземал апсолутно ригорозни мерки према сите тие кои што не си извршиле работата како што треба. Нормално дека во овој момент сега и одма донесе одлука веднаш сето оно кое што е пропуштено и во целокупниот процес на нас за да се вратат нештата за да може да бидеме вклучени и во сите 12 закони и во наредните закони кои што се носат, меѓутоа ние побарахме од него сето тоа да биде преточено преку сектор за сестринство. Бидејќи вие долги години сте медицинска сестра и имате учествувано во целиот процес на подготвување на законот за сестринска дејност, може ли да ни ја опишете историјата? Зошто тој закон, 20 години не може да се донесе и што ќе опфаќа сега ако се донесе? Што бил проблемот до сега да не се носи? Што има во него? И тоа. Историски вака, значи, навистина е историја. Значи, ние сме единствената земја во регионот каде што сестрите не се озаконети. Знаете, кога немате закон, немате лиценца, кога немате лиценца, немате одговорности, немате на основа на што да одговарате. Тоа е многу сериозно нешто. Немате процес во кој што се образувате, немате вертикала, не ја следите европската директива. Што ќе биде кога ќе се отворат поглавјата за влез во Европа за здравство? Ние немаме ниту една дефиниција по основ на европската директива за образование каде што се овакви признаените професии или валоризираните професии или како што во Европа кои што се пропишани каде една од 7-те е професијата на медицинските сестри. Знаете тоа колку нешто значи? Значи треба само да го спроведете. Меѓутоа, видите, комодитетот за да не се донесе законот на медицинските сестри се црпи од моментот дека и докторите немале закон. Ќе бидам многу јасна и експлицитна. Меѓутоа, докторите имат закон за здравствена заштита, во кој што се опишани по сите основи, а сестрите само во 2 до 3 члена. И тоа онака како што е најнедостоинствено. Или во моментот се потребни веднаш на дополнување, анекси и изменување на законот за здравствена заштита за да структурно се постават некои работи во овој момент сега и одма, или законот за сестринството мора да се донесе без разлика дали законот за лекарите е донесен или не. И вие кога ме прашувате, ајде потсетете се оваа година колку јубилеи на лекарската комора следевте како новинари. Го следевте јубилеот од настанувањето, го следевте јубилеот за лиценци. Како може да работат лекарите веќе во тимови со сестри кои што немат лиценци? Ако немате иницијативата за да не барем нека ни помогнат во сето ова, нека не пуштат таму каде што треба ние да бидеме да ги носиме одлуките. Јас тоа му го кажав сега и на министерот. Во здравствениот совет нема ни една медицинска сестра. Во работните групи исто. Во комисиите за заразни болести исто. Како може? Медицинските сестри се веќе специјалисти во сопствените области. Значи ние имаме сакаме да проектираме европска медицинска сестра, а таму имаат сестрите клинички нивоа каде што препишуваат терапија, имаат свој факсимили и така понатака. Па тоа не го прават они таму за лично задоволство на некого. Па тоа се прави за вредноста на пациентите. Па ние треба сега да размислуваме за вредноста на пациентите. Кој тој пациент кој што не сака да го лекува високо образована сестра? Кој пациент сака да кружи околу него сестри да вика јас имам високо, ама мене ме плаќаат средно? Му е гајле. Значи тој сака нега. Тој сака вие да си го исполните вашите работни задачи. И вие не можете да сабајле 10 пациенти да ги нарадне една сестра или да ги обскрби, да ги услужи, а треба 3 да бидат околу нив во, да речеме, во елективните оделенија. И не може во интензивните неги на еден пациент, наместо да имате на еден пациент една сестра, да имате една сестра на 6 и 7 пациенти, па со горе, а сестрите прегоре. Значи и сестрите имаат своји недостатоци, и сестрите имаат нешто за кои што нели треба да се понесат работите, меѓутоа тоа ќе го направи законот, па ние не го бараме само за признавање на некои нешта, го бараме и за оние кои што се велат законски рамки и обврски кои што ќе казнуваат по основ на све и нешто. Можевте ли да ја земете на одговорност сестрата од онкологија за грешките? Не, па она нема лиценца. По кој основ ќе одговара кога нема лиценца? Знаете кога немате лиценца? Никаде не пишува дека вие тоа треба да го направите. Зошто јас една трансфузија на крв, например, да дадам во болница? Ако мене законски некој не ме одврзува. Што ќе се случи ако таа трансфузија на крв направи проблем и го изгубиме пациентот? Кој ќе одговара? Каде пишува кој тоа го дава? Значи тоа сакам малку да ви ги попластично објаснам работите, да сватите колку е тоа нешто неопходно.
Тоа е едно, друго, образовниот процес, вертикалата на образовниот процес. Вие до кога вака ќе ги сестрите ќе ги држиме во болниците во ваква, да не речам, скарана ситуација, поделени на сестри со средно, со високо, политички, национални, реторики, секакви, срамота. Не го заслужуваат пациентите тоа по ниеден основ. Меѓутоа, ние не можеме на сестрите да им кажеме до тука ќе се однесувате другачи. Ние мора да направиме комплетен ресет и кај медицинските сестри. И на нивното однесување, на нивниот начин на кој што меѓутоа они се сега во една таква зона во која што немаат закони, секој на свој начин лично си ги решава работите. И така е дегутантната ситуација и резигнацијата во болниците по сите основи. И незадоволството кое што се случува по сите основи. Пазите, личните доходи се на трето место. Ви треба прво да сакате да дојдете на работа, треба да имате здрава работна околина. Треба да имате безбедносни услови, треба да имате едноставно да сакате да дојдете на работа, треба да бидете тимски играчи, треба да носите одлуки, да имате автономија. Не сте вие тамо извршна помошна професија некоја. Мултидисциплинарен пристап треба да имате во работите. Дигитализираме се, правиме квалитет на подигање здравствените услуги, подобар пристап, дигитализација, не знам, по сите основи, а не ги едуцираме сестрите во тој смер. Сестрите не се едуцирани информатичари, значи требаат едукација и по тој основ, по секаков основ. И сите овие работи се вклучени во законското решение кое што вие тоа се тие дополнителни обуки, тоа се тие дополнителни некои нешто кои што ги бараме. Тоа се сите тие календари за превенции и промоции. Знаете ли дека 1 грам кога превенирате и промовирате, вие спасувате од 1 тон лекување. Тоа мора да го сватиме. Зошто ние силно реагиравме за вадењето на сестрите од руралните средини? Зошто тие пациенти да немаат сестри со здравствено воспитување таму? Знаете дека на Словенија има 7000 сестри кои што работат само на превенцијата на здравјето и затоа толку малку лекуваат. Затоа што самостојно работат на терен медицинските сестри во превенцијата, без лекари, а ние имаме овдека амбуланти со лекари без медицински сестри. А законот кажува дека таа амбуланта мора да има инвентар, а и после инвентарот треба да има доктор и сестра. И тоа беше сменето со упатство од фондот. И се сакам да ви кажам, значи деградација по сите основи. И тоа ги донесе и сестрите во една ситуација на деморализирање од професијата. Вие да заминете после 30 години работа од сопствената професија, тоа е парадокс. Знаете што значи да не се стварат сестрите преку ноќ? Еден анестетичар треба да го обучавате повеќе од година дена и 2 години да добие самодоверба да работи сам. Една инструментарка и така понатаму. Ние ги губиме онака за минувата. Сите ги бидеме еден пациенти. Веруете ми, сите. Со никаков исклучок, значи мора стратешки да размислуваме. Зашто јас велам дека една инвестиција во медицинските сестри, инвестиција во здрава нација. Или така ќе не разберат, или ништо нема да не разберат. И на крај, значи ви кажувам, значи до сега секогаш сте биле многу транспарентности, ни го носеле гласот и секогаш знаете дека сме биле, како да кажам, професионално многу етични со сето оно што се вели прво пред се респект према пациентите. Сега дојде момент и време нема да ги оставиме ние пациентите во болниците. Меѓутоа повеќе нема да дозволиме вакви маргинализации. И не само на ваков начин, јавно подигање со јавни реакции. Ќе се повторам уште еднаш, меѓународен притисок ќе направиме, ќе ги покренеме и здруженијата на пациентите со кои што сме умрежени со сите, бидејќи со сите имаме договори напишани. И сите пациенти ќе ги покренеме да ни помогнат, бидејќи сега они на нас не треба да ни помогнат. Ние на нив секој ден им требаме во болниците, а на нас они сега ни треба да ни помогнат. И не само пациентите, туку и корисниците. Бидејќи имаме корисници кои што треба здравствено да ги воспитуваат и едуцираат, не сме сите пациенти. Голем број од населението се корисници. Сите оние кои што ни даваат подршка и сметат дека медицинските сестри треба да си го ние не бараме нешто што не е наше. Нашето кое што треба да го добиеме, значи едноставно ќе преминеме на таков оваков начин на кој што ќе ја бараме апсолутно поддршката и од пациентите и од корисниците и сите и унијата и здруженијата и сите и нема да дозволиме повеќе вака да бидеме маргинализирани. Ова значи е преседан кој што не можеме да го надминеме. Да не бидете во процес на собствен закон, да не бидете на јавна расправа, да ве застапуваат формални луѓе заминати во пензии со години кои што на први пензијата му е гајле за сестриве кои што гинат внатре во ходниците, во болниците. Доста е веќе. Одлични, користољубиви, наметнати. Дали некому му се допаѓа Бешлиевска во министерството, мене тоа не ме интересира. Јас во министерството ништо не дојдов лично за себе да барам. Јас сум во својата професија остварена по сите основи. И сум магистар по здравствен менеджмент, го користам тоа во едукацијата на пациенти. Јас сум медицинска сестра и ќе бидам цел живот медицинска сестра. Значи моето основно образование е тоа. И никогаш нема да отстапам од сето ова кое што го имаме поведено како мисија и стратегија за медицинските сестри во Македонија. Или еднаш ќе се подместиме од оваа точка на нештото, или меѓународниот свет ќе не разбере дека
едноставно, еве, има земја некаде каде што медицинските сестри буквално, како да кажам, едноставно има толку големо недостоинство да не знам веќе со какви зборови да се изразам и да кажам како не размислуваме за тоа дека ни страдат најмногу пациентите.